Денешното проучување од Божјата реч, браќа и сестри, ќе го посветиме на Јуда, еден од Исусовите ученици. Може би ретко зборуваме за Јуда, или така попатно, па дури на нашите простори, мајките, родителите, ретко го дават името Јуда на децата. Бидејќи асоциира на нешто што не е добро во Библијата, меѓутоа, еве, денес ќе биде предмет на името Јуда, односно на овој човек. Во книгата Копнежот на вековите, од која јас ќе цитирам од книгата Исусовиот живот, што е компилација од ова книга, посветена е цела глава, 76-та глава, под името Јуда. Еве само на почетокот, вели, историјата на Јуда прикажува жалосен крај на еден живот што може да биде полн со чест пред Бога. Кога Јуда би умрел пред своето последно патување во Иерусалим, би се сметал за човек достоен за место меѓу 12-мината и за човек кој многу би им недостигал. Значи, денеска, браќи и сестри, ќе зборуваме, ќе размислуваме за Јуда. Кога читаме за неговата историја, за неговиот живот, може би ќе се појави кај нас омраза и негодување кон себичноста што е одгледувал Јуда во своето срце. Но, ајде да почнеме со убаво за Јуда. Јуда бил добар човек, убав човек, висок човек. Може би секој црковен одбор би го сакал да има таков човек во своите први редови. Добар благајник, соработник добар, мисионер, старешина, црковен отец, доверлив колега, влијателен службеник, ракоположен свештеник, убав, доверлив, бистар, горд, самоуверен, важел за фантастичен менеджер, кој денеска многу луѓе ги купуваат со пари таквите луѓе да имаат во своите фирми добар менеджер. Човек кој можел дури и да управува со Исуса. Имал толку влијание на Исуса што дури и делувал на Исуса. Да не бил Јуда, може би, браќи и сестри, никогаш денеска ние не би дознаеле како Исус би се однесувал со една таква личност. Незгодна личност, бидејќи Јуда бил, на жалост, и таква незгодна личност. Исус навистина имал благ дух, имал добро однесување кон еден мрзлив, себичен, алчен, критички настроен. Овде пишува, често пати ќе се навраќам на неговите карактеристики, вака вели, Јуда по природа ги сакал парите. А кој од нас не сака пари денес? Во глобала. Но не бил секојаш толку алчен да стори такво дело како што го направил. Еве, човек имал добри манири, добри способности да менаџира, од едно да направи 5, а во тоа друштво 13 луѓе, зашто 12 апостоли, Исус 13-тиот, им требало пари. Тие 3,5 години јаделе, пиеле, се движеле, требале да имат пари за екзистенција. Од каде имале пари учениците? Зашто подоцна ќе видиме дека Јуда ја држил ташната со пари, односно бил благајник. Но како е да е, Јуда, браќа и сестри, еден од 12-мината. Еве, ова слика, нека малце ни постои да може да го гледаме Јуда. Јуда, Исусов ученик. Еден од 12-мината, вели Библијата. Висок човек, убав човек, како јас што го замислувам. Еден ден доаѓа кај Исуса и му се представува дека и тој сака да биде негов следбеник. Еве го текстот. Исус не сакал никого да одбие. Исус секојаш кога одговара малце камуфлирано, има и директни одговори кога ги нарекол фарисеите варосани гробови. Но сега, не сакајќи Исуса да го одбие Јуда, му вели: лисиците имаат дувла, а птиците небесни гнезда, а синот човечки нема каде да ја положи својата глава. Јуда очигледно имал некои задни намери, а Исус дали му ги знаел намерите на Јуда? Зошто не го спречил? Зошто дозволил да брцне во благајната, да ја води најчувствителната функција во тоа друштво? Зашто таки друштво имало и други. И Јован имал своја група ученици. Во Палестина тоа било вообичаено некој учител да има своји следбеници. И со нив да работи, да мисионери така натаму. Зошто Исус дозволува да Јуда влезе во негово друштво?
Исус знаел дека Јуда има копнеш да заземе положба, чест и богатство, и тој не можел, а Исус не можел тоа да му го каже, да му понуди, и затоа индиректно му вели: Јуда, знам дека ти сакаш положај, но како што лисиците има дула, птиците небесни гнезда, јас немам ништо. Има тамо едно место ке има кај Марта и кај Марија, кај Лазара, ке престојава попатно што се вели, ама Исус нема своја канцеларија, Исус нема своја резиденција. Но тоа не му сметало на Јуда. Во неговата филозофија, во неговиот план, сепак тој сакал да се доближи што поблиско до Исуса. Меѓутоа, Исус не го отфрлил. Тој го прифатил Јуда како личност, односно како личен предизвик, и му дал можност на Јуда да учи од него. Интересно, Исус му дава право да 3,5 години Јуда учи, да се менува, како и денеска со нас. Дали Исус не знае какви сме? Зошто дозволил да бидеме кај него? За да се менуваме, да се подобриме, да го подобриме нашиот карактер. Интересно, кога Исус ги повикал учениците да ги ракоположи, тука бил и Јуда. И тоа во првите редови. Тој се наметнувал, бил наметлив човек. Имал високо мислење за себе. Но луѓето го прифатиле, учениците го прифатиле како авторитет. И Јуда ако кажел: одеме таму, секако после Исуса, тие го слушале. Во текот на целата служба, Исусова служба, Јуда останал покрај него. Делумно обратен човек. Велам, делумно обратен човек, чие срце било растргнато помеѓу Царството Божие и Царството на овој свет. И сега, прашање за нас овде, дали треба тогаш да се изненадиме, ако се најдеме и ние денеска со луѓе да работиме кои се во конфликт на интереси. Јуда имал конфликт на интереси. И денеска во нашата црква, во глобални рамки, кога еден функционер доаѓа на положба, дали председател, благаник, тој подпишува судир на интереси, еден формулар. Јас сум го подпишувал кога сум имал таква функција. И таму има точки, не знам, во 13 точки, кај што јасно се назначува дека немаш ти право да ја злоупотребуваш службата. Значи, ако брат ми има бизнис водоинсталатор, и јас сега да агитирам и тој да направи водовод таму во некоја црковна зграда. Значи, тоа е судир на интереси. Очигледно, денеска тоа се случува, браќи и сестри. Дали е чудно што некои црковни службеници можат да манипулираат со црковните прописи за своја лична корист? Дали може? Може. Дали треба да се изненадиме ако некои пастори не ги гледаат своите колеги како членови на тимот во Божјото дело, туку како длабок джеб? Можно ли? Можно е. Или скалила за постигнување на некоја своја функција во животот. Во историјата, на жалост, имало и такви случаеви. Меѓутоа, не треба тоа да не обесхрабрува. Ние сме сега во овој тим, кај што главата е Исус, Господ, а ние сме негови, како Павле што вели, негови органи, членови, кај што, работиме и соработуваме. Да се вратиме на Јуда. Кое место Јуда го добил? Библијата вели, Исус му дава најчувствителна служба, тоа е да биде благајник. Не само што Исус го прифаќа Јуда во својот круг на апостоли, туку му дава доверлива служба. Не само благајник, туку има мог да лекува. Овде Исус ги благословува, а во групата биле и Јуда. Дали Јуда можел да лекува? Можел. Бил ополномоштен. Значи, тој можел и да лекува. Еве го текстот. Ова се однесува и на Јуда. И ги повика своите 12 ученици. Колку пишува овде ученици биле? 12. Значи, Јуда добива благослов. Сте присуствувале кога некојаш рукополагаме старешина, ѓакони или проповедници. Значи, се става рака и на тој начин се повикува Божјиот благослов. Исус ги благословува овие 12 ученици. Каква власт им дава? Да истеруваат нечисти духови, да изгонуваат и да лекуваат секаква болест и секаква моќ. Кој го добил тоа властување? Сите, така? И самиот
и самиот Јуда. Браќи и сестри, зарем не е иронично најдобриот Исусов помошник во сите времења Библијата да го нарекува дека е ѓавол. На тој ѓавол Исус му дава моќ да лекува, да прави чуда. Освен тоа, Јуда добил право од Исуса да се грижи за кесето со пари. Зарем не е иронично тоа што Јуда, најдобриот помошник на ѓаволот на сите времења, му била дадена моќ да истерува дури и духови. Очигледно, Исус како да користи сомнителни средства за унапредување на својата служба, на својата работа. А што се однесува до кесето или благајната со пари, може би црковните ревизори биле збунети со фактот што Исус парите ги доверил во човекот кој имал какви прсти? Лепливи прсти. Еве, ќе го читаме малце подоцна и текстот. Јован јасно вели дека Јуда се спротивставил, еве го текстот следниот, дека не се грижил за сиромашните, туку затоа што бил крадец, кој го чувал кесето и го крадел она што било ставено во него. А Исус му дава голема доверба, го ракополага да биде водач, ѓакон, да истерува демони, да прави чуда. Чудна работа. Може би не својствено за нас денес, кога веќе знаеш со кого имаш работа. Учениците не знаеле за тоа, но Исус кој чита мисли, кој чита срце, тоа го знаел. Значи, тој се преправал дека се грижи за сиромашните. Очигледно Јуда бил повеќе загрижен за личноста, за себе. Но, браќи и сестри, да не го осудувам Исуса. Исус е заинтересиран за духовната состојба твоја и моја, не за надворешноста. И затоа Исус сакал да му даде прилика на Јуда, без разлика какове, белки ќе се поправи, и да биде сведоштво и за останатите луѓе дека Исус не оди на прва да те отфрли од тимот. Тој ти дава можност до крај, до вербата има во тебе и во мене. Се чини дека пред конфликтот Исус решил да влие на умот на Јуда, и тоа со личен пример, со лично своје искуство. Така Исус работи денеска со нас, браќи и сестри. Тој нуди докази, тој ни се приближува доволно за да може да ја подаде својата рака и да ја видиме, за да може да ја фатиме. Да не имаме утре изгор да кажеме, па јас не сум знаел, па Бог беше према мене малце тврд, крут, а кон другата сестра беше помилостив. Не. Овде гледаме дека Исус ќе се однесува еднакво према сите 12 апостоли, а сега гледајќи од ова дистанца, како бил Јуда, гледаме дека Исус имал уште повеќе љубов кон тоа болно дете, условно кажано. Кон Јуда кој се борел со алчноста, со себичноста и со предиспозиција да стане прв меѓу своите колеги. Но, на жалост, овде апостол Јован вели дека Јуда чекор по чекор избрал поинаков пат. Христос во својата љубов нуди избор, браќи и сестри, денеска. На ова мноштво, на овој народ, Исус и денес им нуди, па и нам, избор. Дали ќе го следиме или ќе го одбиеме. Ајде да и ние покажеме љубов кон нашите ближни, кон они можеби кои на тоа скалило се пониски од нас по духовноста, да им дадеме прилика дека ги сакаме. Не само ние, туку дека ги сака и самиот Господ. Овде гледаме дека навистина Исус тоа го покажал. Но Јуда во своето срце чувал нешто што неговите колеги не го знаеле. Исус им одговори: не 12 наливе избрав јас, но еден од вас е што? Сега овде колку нима, ако нима 50 души, јас да си земам тоа право да кажам еден од вас е ѓавол. Па кој сум јас? Кој ми дава тоа право ја да означам дека некој од вас е ѓавол? Добро, Исус е овде Бог во човечко тело, меѓутоа овде јасно сакал индиректно да им спомне на тие своји 12 или 11, сега да ги кажем ученици. А овде што вели? А зборуваше за кого? За Јуда Симонов Искариот. Оти тој како еден од 12 сакаше да го предаде. Гледате тоа кога се случува во 6-та глава од Јована.
Нема абер уште за Исусовото фаќање, Исусовото раснување. Но пред време Исус ги приготува срцата на учениците, како што им кажувал дека ќе го фата, дека 3 дена ќе биде во гроб и ќе воскресне. Меѓутоа учениците тоа како во магла го гледале. И кога тоа се остварило, каде ги наоѓаме учениците? Сокриени таму во некој подрум, во некоја соба, уплашени за својот живот. А Исус сето тоа им го предочил, им го кажал пред време. Овде гледаме, браќи и сестри, дека заклучуваме дека Јуда сигурно бил звезда меѓу своите колеги. Во таа прилика тој бил звезда. Дали може да го замислиме Јуда како се смешкал дуво, како толпата ученици растела, поготово таму на гората на блаженството, имало неколку илјади луѓе. Јуда се смешка, ги тргле прстите, вели, ки има пари, ки има дарови. Очигледно тој си имал своја замисла, кога доаѓале болните, осакатените. Очигледно тие давале дарови. Од памти века тоа било. Ако некој ти излечи, и денески ми луѓе кои лечат, вели, не зимам пари, ама колку ќе дадеш. Очигледно и тогаш давале луѓето пари. Јуда ги собирал во своето ковчеже, во својата благајна и си правил пресметка, да ги тронат го удара и вели толку по толку. Замислете срцето на Јуда како растело. А овде Исус го нарекува ѓавол. Еден од вас. Гледате колку Исус чувствителен, не сакал да го каже со име и со презиме. То подоцна ќе го нагласиме кој ќе го предава во Гециманија и како ќе го нарече Исус Јуда. Пријател, така. Очигледно, кога лебовите и рибите се намножуваат, се намножувала и математиката и бројките кај Јуда во неговото срце. Јуда го гледам јас како ги води старите, ги трга тие помладите, тргнете се да поминат по старите луѓе во првите редови, тука да дојдат близу до Исуса. Ајде малце да го замислиме Јуда во тој контекст. И сега Јуда си прави план. Сега е моментот да ние прогласиме дека Исус е што? Крал, цар. Ајде сега е. И тој пошол да шурува, пошол да шири таква мисла меѓу луѓето кои имале националистички пориви или како се вика тоа национални барања да ете и тие станат собствена држава, да и истерат римската власт. Може би одел од човек до човек. Сега е прилика, има многу луѓе. Јуда, браќи и сестри, бил присебен и самоуверен. Тој си рекол дека сега е вистинската прилика. Исус е вистинскиот човек да се реализира овој наш план. Но читам во Јован 6:15, тоа не е ставено овде на слайдот, вака вели. Кога тие, Исус дозна дека ќе дојдат да го фатат насилно и да го направат цар, не римските војници, него масата евреи имале план да дојдат Исуса и со сила да го зацарат. Тие пак отидоа сосема сами на планината. Очигледно Исус некако, знаејќи го сценарието на Јуда, се повлекува, ги зема своите ученици, бегат во планина. Едноставно се повлекуваат. Дали може да го замислите како Јуда сега се однесува? Неговото сценарио, ова е првото сценарио што му пропаѓа. Тој имал повеќе сценарија. И со предавството исто имал сценарио и мислил дека Исус ќе се ослободи, парите ќе бидат во благајна, Исус на слобода. Ова е првото сценарио на Јуда кој му пропаѓа. И неговото срце било надуено како балон. Неговите надежди се претворили во горко, мрзливо срце кога Исус, таму вели Марко 6:45, ги натера своите ученици, ги натера во чамец и отплови на другата страна на Вицеида. Исус го пореметува првиот план, првото сценарио, лошо сценарио на неговиот пријател или ученик Јуда. Приказната завршува во Капернаум, каде Исус се обидува да ги прошири хоризонтите на луѓето и да им помогне на луѓето да не се задоволуваат само со тоа што се христијани на леб и на риба. Тие, колку илјади биле? 4-5 илјади биле на гората на блаженството. Тие се задоволиле со леб и риба. Исус сакал да им каже, не е тоа доволно.
Ima li deneska Isusovi sledbenici nova zemlja za lepi riba? Ima. Меѓутоа Исус сакал да ги повика да станат вистински христијани, леп на животот. Но кога им кажал дека има поголема задача отколку да воспостави земско царство, тој наишол на мраморање. Дури неговите ученици тоа не го разбрале. И тие се лутеле зошто Исус не сака да ја оствари таа намера. Тој е добар план. Тој да го поведе народот во бунт против римската власт. Браќи и сестри, за Јуде може слободно да кажеме денеска дека мириса на себичност. Барал чест, а не услуга. Барал пријателство, но не за збогатување на другите, туку за лична корист. Се грижил само за профит. Сакал мисионерски пари, но не и неговиот Господ. Однатре изгледал толку побожно, однадвор изгледал толку побожно, но однатре заговарал за своја корист. Библијата добро го пишува и во оваа книга добро го пишува. Ако прочитајте ова глава за неговиот живот. Јуда им се придружил на учениците додека Христос го следело мноштво народ. Љубовта кон богатството на кое робски му служел, ја победила неговата љубов кон Христа. Робски му служел на парите. И тој сакал сега преку ова друштво, преку ова група Исусови ученици да ја оствари својата намера и своите планови. Библијата, реков, добро го пишува. Тој бил ѓавол од човечко тело. Исус тоа го нарекува, еден од вас е ѓавол. Одиме понатаму да видиме што се случува со неговиот живот. На еден празник, еден човек по име Симеон сакал да го повика Исуса во својот дом, во неговиот дом, да му одаде почит, да го части со вечера, зашто бил излекуван од една тешка болест. Таму имало многу луѓе. Таму се нашла и Марија, која платила за миризливо миро 300 денари. А Јуда за колку сребреници ќе го предаде Исуса? 30 и 300. Каква разлика? Тука Исус грубо ќе му каже на Јуда дека не е во право. За прв пат Исус јавно ќе каже дека мислата на Јуда или планот не е добар. Овде гледаме дека ова жена Марија 3 пати дала поголема сума на пари од она што Јуда го направил и го проценил Исуса на колку сребреници? 30, така. А Марија го проценува Исуса на 300 сребреници. Гледате каква разлика. Овде гледаме како двајцата луѓе го ценат Исуса. Контрастот е впечатлив и го поставува теренот за конфликт. Овој повод, ова гозба, веќе спомнав, била поводот што Симон сакал да му одаде чест на Исуса затоа што бил излекуван од лепра. Таму била и сестрата на Марта, односно Марија, на Лазара. Марија слушнала дека Исус ќе биде во тој дом, имала право да дојде. Исус овде зборува, еве ја сликава, Исус овде зборува за својата смрт. Па Марија се жртвувала, се она што таа го сработела преку целата година и го уновчила во овој парфем, скап мирис, за да го помаза телото негово. И сега решила да го почести Исуса со својот парфем, без да размислува за задните намери на еден од учениците на Јуда, дека ќе предизвика револт и негодување. Овој мирис, секој мирис има своја пријатност, се проширил ни собата. Очигледно, не само мирис што го допрело носот на Јуда, туку и парите, тој веднаш тоа го проценил колку чини тој парфем, тој мирис, што сега, еве, гледате овде символично, Марија му го полива на косата, на главата на Исуса Христа. Одеднаш, на нејзино изненадување, таа се нашла во центарот на вниманието. Јуда кој бил алчен за пари, кој се гледал низ призмата на пари, и овој гест на ова жена која била благодарна на Исуса што Исус ги простил гревовите нејзини,
Сега Јуда тоа ќе го гледа во пари. Брзо пресметал, знаел цената на овој парфем, колко е на пазарот, и веднаш негодува, и веднаш прозборил, и еве го текстот, Јован го запишал, кој очигледно бил очевидец, и Јован пишува. Зошто не се продаде ова миро за 300 денарии? Или стебреници, како сакате, во која парична единица може да го споредите. И да се раздадеше на сиромаси. А претходно што читавме текст? Дека воопшто тој не мислил за сиромашните. Тоа му било параван, тоа му било само перде за да си оправда своите намери. Ова тој го рече не дека се грижише за сиромасите, туку зашто беше крадец. Какви лоши описни реченици или зборови се кажани за овој човек. Тој го чуваше ковчежето и крадеше од она што пуштаа во него. А Исус ја рече: оставете ја, таа го запазила тоа за денот на моето погребение. Оти сиромасите ги имате секогаш покрај себе, а мене ме немате секогаш. Интересно, овде Исус јавно ќе го укори Јуда. Дошло време, веќе чашата се прелива, не може повеќе да толерира Исус. Јуда веќе апла, нагло кажува, како да манипулира тој со Исуса, да ја затвори устата Исусова. Исус вели: не, Јуда, не си во право. Оставете ја. Таа го запазила тоа за денот на моето погребение. И Јуда овде се повлекува. Јуда си рекол: така ли е? Сега ќе видиш. Имам сега друго сценарио. Имам друг план. Веднаш од овој настан, Јуда каде ќе го најдеме? Во црква. Ќе одиде кај свештениците. И тука тој ќе скова план. Укорот го изгорел срцето на Јуда и тој се повлекол за да се договара со свештениците. Колку лукав бил овој човек. Седел тука покрај Исуса. Јаделе од иста чинија, можеби. Исти леп кршеле. Исти патишта ги оделе. И сега кога преди времето да не читам, може да проверите овде како Јуда се чувствувал. Јуда уживал голем углед меѓу учениците и имало силно влијание врз нив. Имал високо мислење за своите способности, а своите браќа ги гледал како пониски од себе во расудувањето и способностите. Значи се ценел сами од себе. Едноставно тој како да доминирал, а не Исус со ова група на ученици. И сега одиме на последната вечера, тука ќе го најдеме и братот Јуда. Размислував многу за ова слика, како сцена, каде што го гледаме и Јуда. Овде, меѓу овие 12 апостоли. Како може Исус да воспостави на таква тесна врска, браќа и сестри, со Јуда, кој после овој настан ќе отиде и ќе го издаде и ќе договори за колку пари и каде да се најдат. Зошто, еве се прашувам, Исус имал таква доверба во Јуда? Знаеме дека Исус не го одбрал Јуда во најтесното своје обкружување. Кој биле најтесното обкружување на Исуса? Петар, Јаков и Јован. Зошто? Кога еден премиер на држава или председател, околу себе кој ги има најблиските соработници? Благајникот, министрот за пари. Па тие се во тесно, тие се денонокне поврзани и знаат како салдото, како се движат парите во државата. Зошто Исус не го зема Јуда кога бил на гората на преобразување? Кога бил кај девојчето Талита Куми, како се викаш? Сеќавате? Исус се тие тројца ќе ги води со себе. Секако доаѓа или другите. Меѓутоа Јуда го нема. Очигледно Исус немал целосна доверба. Очигледно Исус сакал да му даде до знаење дека Јуда, тоа што го правиш не го добрува. Ти давам прилика да се поправиш, но тоа не е добро. Ајде одиме на следниот текст. Уште тоа да го кажам. Навестувањата за чувствата на Исус кон Јуда може да се најде во описот токму на тајната вечера. И овде е упишено, сега да не ви читам, или во книгата Копнешот, односно Исусовиот живот. Еве, ќе цитирам
tekst od ova knjiga, Isusov život. Pred Paskата Јуда се сретнал по втор пат, значи 2 пати имал средба со свештенството и книжниците. Исклучил договор да го предаде Исуса во нивните раце. Само Исус можел да ја прочита неговата тајна. Тој сепак не ја открил. Зошто не ја открил? Зошто Исус не ја открил тајната пред време да го спречи? Зошто? Тогаш да го оправдаме Јуда. Ако ја знам дека братот или сестрата тргнале во пат кој таму има дупки или може во понор да пропаднат со колата, а не сум им кажал и јас сум соучесник со смртта на тие луѓе. Има ли логика во тоа? Значи, слеп пат, знаеш дека таму провалија има и тие одат и треба да изгубат време, може ќе се вратат нормално, живи и здрави, ама ќе изгубат време. Зошто не ја открил? Исус копнееше по неговата душа. Овде одговорот, браќи и сестри. Значи, Исус ја сакал душата негова, животот негов, одлуката негова, карактерот да го поправи. Парите не се важни, не се битни во овој момент. Тој го чувствувал истиот товар. За кого го чувствувал истиот товар? За Јуда, како и за другите. И за Иерусалим кога плачел за овој град осуден на уништување. Што велиш Исус кога седеше на Маслинската гора? Колку сакав, но вие не сакавте. Како птицата, како кокошката, што ги собира своите пилиња. Неговото срце извикнало како да се откажем од тебе. Има еден текст во Стариот Завет, како да те дадам Ефреме. Сеќавате, има едни такви текстови. Исус не сакал да се откаже пред време. Исус можел да го осрамоти. Исус му ги миел нозете таму во горната соба. Исус во Гецеманија ќе го нарече пријател, а не отпадни ѓавол еден. Така ли ти мене ќе ми враќаш? Со бакнеш ќе ми издаваш. Очигледно, браќи и сестри, се чини дека клучот за тој однос бил тоа што Исус копнел по неговата душа. Признавам да бев јас таму, не верувам дека воопшто ќе се грижев за душата на Јуда. Има ли логика во тоа да размислуваме човечки? Знаеш дека тој ќе те предаде, а ти да го бакнуваш, да го милуваш. Тоа би било цинично. Тоа би било некако дволичност. Мојот јазик би се молил за уништување на тој човек. Но сега гледајќи преку Исуса, преку неговото однесување, забележувам, браќи и сестри, пропуст во моето однесување. Преку овој настан Бог ми помогна мене, а верувам и на вас, на сите нас, да се стрееме кон луѓето со таква љубов. Тешко е тоа. Вчера, кога разговара со еден човек, тешко да се простува. Да, не е лесно. Сега настанат во Србија што се случи. Како тие мајки да му простат на тоа, на едното и на другото дете? Како да се прости? Не е лесно. Тоа е многу тешко. Некако верувам дека постои таква можност. Бог помага на секој од нас да се вроди, да се роди во нас таква љубов. Дали мојот Создател не може да го промени начинот на размислување на своето создавање, тоа сме ние. Важно да се забележи, браќи и сестри, дека Исус лично му служил на Јуда. Гледаме како рацете на Исуса. Тие раци што кршеле леп и му давали на Јуда и на сите 12 други апостоли, односно 11. Дека Јуда наскоро ќе ги прободе со клинци. Тие нозе што тој ги миел на своите ученици, па на Исуса може ми му ги миел. Зашто тие го правиле тој обред. Тие раце јудини ќе бидат мост преку парите да се фати Исуса и да се растнат нозете на Исуса, да се заковат шајки или клинци на неговите раце и нозе. Но, браќи и сестри, ако го следиме примерот на Исуса, нашите раце мора да им служат на оние што не разочарувале, што не разочаруват и денес. Има луѓе, сите ние сме биле во некој момент разочарани. Сето писмо вели во Јован 13, 27, 28 вака за Јуда. Тогаш му рече, еве само да ја видиме сликава, тогаш му рече, што мислиш да направиш, направи како? Брзо. Никој од присутните на масата не разбра зошто му го кажа тоа. Имале вечера, Јуда некако се... Знаете, сте видели нервозен човек како изгледа? Не е пријатно, сите сме го тоа некојаш доживееле.
рацете, па ги крши прстите. Јуда знаел дека сценариото веќе треба да се оствари. А Исус што вели, пријателе, ајде прави го тоа што си го наумил побрзо. И сега одиме овде нова слика, сцената во Гециманија. Ова е сцена на Гециманија. Водејќи толпа на војници, еве го Јуда, тука некаде на ова страна треба да биде, Исус е овде во центарот. Тука се војниците, еве носат светилници, факели. Јуда му приоѓа на Исуса, ја фаќа неговата рака, таа рака која само за неколку часови ќе биде растната и крв ќе тече, клинци ќе ја прободат. Исус му вели, односно Јуда му вели, здраво, рави. Потоа го бакнува Исуса. А Исус му вели, пријателе, зошто дојде? Тоа се риторички прашања. Исус знаел дека која е причината за неговото доаѓање. Но Исус овде го нарекува пријателе. Зошто дојде? Браќи и сестри, Исус бил голем господин за да биде така дволичен. Исус навистина го сакал како пријател. Не сега да го исмева овде пред другите ученици и пред римските војници. Милостиво Исус го прифатил бакнежот на Јуда. Браќи и сестри, го знаеме овој настан. 100 пати сме го размислувале. Меѓутоа, еве сцената кога Јуда ги враќа парите. Ги фрла овде пред свештениците, книжниците и така натаму. Но прашање за нас кој длабоко навлегува во моето и во твоето срце. Дали ни е пример Исус како треба да се однесуваме кон денешните варостани гробови, кога јавно ни се рекуваат и кажуваат симпатични зборови за нас? Разбравте реченицата. И денеска се случуваат такви моменти во животот твој, мој, на сите нас. Но Исус ни е пример и кон таквите да се однесуваме љубезно, братски, сестрински. Ајде да го читаме следниот цитат, што многу ќе ни отвори очи. Вака вели: како што судењето се приближувало кон крајот, Јуда се помалку можел да се грижи, да ги издржи маките на неговата немирна совест. Одеднаш низ салата задзвонил рапав глас. Пред малку видовме сликата како ги фрла парите. Исполнувајќи ги сите срце со ужас. Тој е невин. Поштедете го, о Кајафа. Викал на сав глас, на цел глас. Ја видел високата фигура на Јуда. Ја виделе високата фигура на Јуда. Тој бил висок човек, убав човек, рековме. Представителен човек. Бледо и збунето лице, а челото му било покриено со големи капки пот. Истрчајќи се до судниот престол, пред првосвештеникот ги фрлил сребрените пари што беа цена за предавството на неговиот Господ. Сгрешив, повторно извикал Јуда. Јуда сега се фрлил пред нозите на Исуса, признавајќи го како Божи син и молејќи го да биде ослободен. Спасителот не го прекорил својот предавник. Тој знаел дека Јуда не се кае. Тука е поентата. Јуда тоа го правил надворешно, глумички. Но срцето му било исто полно со тие негативни особини. Јуда не се кае, неговата исповед од душата оптоварена со вина, била потикната од моќта на страшното чувство на проклетството. Сепак, Исус не изговорил ниту еден збор на осуда. Исус го сакал до крај. Исус ги сака сите до крај, и тебе и мене. Тој го погледнал Јуда со тага и рекол: но јас дојдов поради ова причина за овој час. Како реагирал нашиот ранет спасител, браќи и сестри, на оној што му нанел толкова болка? Ова е еден од најсветите моменти во Светото писмо. Ова е најсветата прилика кога Исус кажува дека е посебен, не е ист како останатите евреи, дека е Божи син во облик на човек дојде на ова земја. Човекот тешко може да ја разбере таквата милост.
Не знам кој од нас тоа би го направил. Но размислувајќи за примерот на Исуса, браќи и сестри, можеме да веруваме дека неговата светост и нас ќе не обликува во иста таква слика ако одиме 24 часа со него. И еве крајниот резултат на патот кон Голгота. Исус го носеле и кога врвело мноштвото луѓе, таму поред патот некој високо дрво виделе необична појава. Нешто лежело доле на подот, на земјата. Лука тоа го запиша во дела 1:18. Падна на лице и пукна во средината, така што му се излеа сета утроба. Тука, кога поворката поминувала покрај старото дрво и многумина од таа толпа го виделе смртното тело или посмртните останки на Јуда, откако извршил самоубиство со бесење. Браќи и сестри, кучињата го кинеле неговото тело. Тоа е предвидено. Читайте ги псалмите, читайте го Стариот Завет. Однапред 600-700 години Бог тоа го предвидел. Тука завршуваме полека со ова наше размислување денеска. Но нека ова приказна, браќи и сестри, за Јуда не отрезни од сериозноста на неговите погрешни одлуки. Реков, може да читаме долго, но вие дома ќе си проверите. Но ова слика, ова прилика, ова приказ на вистините за Јуда, браќи и сестри, нека не потикне нас на трпение и љубов кон сите оние кои ни прават зло. На Исуса му правиле многу луѓе зло, но тој не им возвраќал. Не е лесно, но нека ова молитва биде и наша молитва. И со тоа завршуваме. О Исусе, Господар на сите односи, одземи ја мојата себичност, дај ми ја својата глад за души и помогни ми да ги трпам другите како што ти си го поднесувал Јуда. Амин.